Добар ден на сите, почитувани. Вчера беше презентирана најквалитетната, најдобрата изборна програма што во овие 23 години била презентирана во Република Македонија пред граѓаните. Програмата содржи 2046 проекти и со оглед на временските ограничувања нормално беше да не може да се презентираат повеќето од проектите, односно да се објаснат оние најважните проекти и од тие причини, почнувајќи од денес, ние ќе ги информираме граѓаните за најважните проекти, оние кои што се однесуваат на најголем број на граѓани, на бизнисмените, на земјоделците, на социјалните категории и сите други кои што сметаме дека се значајни за подобрување на животот на граѓаните во Република Македонија. Денес јас ќе се осврнам на најважните проекти од ресорот на економија и финансии, односно мојот ресор. Првиот проект се однесува на граѓаните во Република Македонија, поточно на најранливите категории на граѓани, кои што и најмногу беа погодени од последиците на светската економска криза. Имено светската криза и европската должничка криза долги години го потресуваат светот и последиците од нив, иако многу поублажено, се чувствуваат и во Република Македонија, се чувствуваа во Република Македонија и посебно кај еден слој на граѓани ги погодија со неможноста да навремено ги враќаат долговите, односно да ги плаќаат обврските и да ги враќаат долговите што се направени по основ на неколку обврски. Имено се работи за долгови кај граѓани кои што од една или од друга причина или останале без работа или поради тешка болест или смрт во семејството или пак се социјални случаи не можат да ги враќаат обврските. Дозволете сега да ја опишам мерката која што се вика еднократен отпис на долговите на граѓаните за струја, за парно, за радиодифузна такса и долгови кон банките по основ на кредитни картички, негативни салда на тековни сметки и потрошувачки кредити. Значи ќе се отпишуваат следните категории на долгови. Прво, неплатени сметки за електрична енергија кои што се утужени и неплатени подолго од 12 месеци. Сите тие ќе се отпишуваат во целост, додека за неплатените сметки за електрична енергија што се пократко од 12 месеци неплатени, разговаравме со ЕВН и имаме начална согласност да се даде репрограм, значи на подолг период од 6 до 8 години за отплата на овие долгови. Второ, долгови спрема банките, кои што се по основ на кредитни картички, минусни салда по тековни сметки и потрошувачки кредити, што се достасани, а не платени подолго од 12 месеци и банките ги класифицираат во најлошата категорија, односно категорија Д. Трето се неплатените долгови за парно грејење и четврто се долговите по основ на радиодифузна такса. Кои граѓани ќе можат да им бидат отпишани долговите? Корисници на правото на отпишување на долговите ќе бидат три категории. Лица кои што се корисници на социјална помош. Значи сите лица што во евиденцијата на Министерството за труд и социјална политика се водат како лица што примаат социјална помош и постојана парична помош ќе бидат вклучени во оваа мерка. Второ, лица кои што подолго од 12 месеци во Агенцијата за вработување се евидентирани како невработени лица што активно бараат работа. И третата категорија се лица кои што поради семејна несреќа, смрт на еден од сопружниците, потешка болест или губење на работната способност се доведени во состојба да не можат да ги отплатат долговите. Услови што треба да ги исполнат невработените лица, втората категорија значи, се следните. Доколку лицето кое што бара отпис на долгот е во брак, потребно е двајцата сопружници да се невработени. Значи се однесува мерката на невработени лица каде што во семејството двајцата се невработени, а доколку живее сам, тогаш лицето што бара отпис да биде невработен. Второ, доколку имаат приходи по други основи, значи со оглед дека се невработени, може да имаат приходи по други основи, надоме за невработеност, рента или субвенција или било што, тој приход не смее за една година, за претходната година, да е повисок од 105.600 денари. А 105.600 денари е всушност износот на минималната плата 8.800 помножено со 12 месеци. Значи сите што имаат дополнителни приходи по други основи пониски од овој износ,
а се невработени двајцата, ако се во брак или еден ако не е во брак, тие ќе можат да учествуваат во оваа мерка. И трето, лицата не смеат да имаат повеќе од една куќа или еден стан во собственост, односно, освен оној стан или куќа кај што живеат, не треба да имаат друг имот. Долговите ќе бидат со пресек, долговите што ги опфаќаме со оваа мерка, ќе бидат со пресек на крајот на 2013 година, 31 декември 2013 година, за да не може да се злоупотребува, односно да не може дополнително сега во овој период да не се плаќаат обврските, и затоа земаме пресечен датум 31 декември 2013 година. Отписот на обврските економските субјекти ќе го извршат на доброволна основа, значи меѓутоа ќе биде натовар на државата. Како? Државата, владата во случајов, значи, ќе овозможи даночен кредит за тие економски субјекти што ќе ги отпишат долговите во висина на отпишаните долгови. Значи, ако се сложат економските субјекти да ги отпишат долговите, следната година и годините после тоа ќе им се отпише соодветно обврската за данок на добивка или други даноци соодветно, тоа ќе го утврдиме дополнително. И би сакал да ве информирам дека ние имаме начелна согласност од економските субјекти за оваа мерка, разговарано е пред да се подготви и објави мерката, и со ЕВН и со банките, со дел од банките и оние кои што имаат најголем број на корисници, и со компанијата за парно, и сите имаат начелна согласност за оваа мерка, бидејќи и за нив мерката е корисна, затоа што ќе избегнат непотребни трошоци низ судските постапки и извршните решенија, а на крајот не можат многу да наплатат, односно подолго трае процесот на наплата. Но најважно е што мерката ќе биде од огромна корис за десетици илјади македонски граѓани што спаѓаат во овие категории и кои што заради причините што ги наведов не можат да ги исплаќаат своите долгови, своите обврски и се судираат со проблемот на извршни решенија, извршители и судски решенија. Тоа е првата мерка од сегментот на економија и финансии. Втората мерка се однесува на платите, како што беше соопштено, значи во следните 4 години, секоја година по 5% ќе се зголемуваат платите на здравствените, социјалните, просветните работници, културните работници, полицијата, војската и јавната администрација, односно сето она што спаѓа во јавниот сектор. На тој начин, за 4 години, кумулативно, со оглед на тоа дека е пораст на пораст, ќе се зголемат платите за 21,5%. Првото зголемување, како што и претходно имаме кажано, ќе биде во октомври оваа година. Третата мерка е во делот на земјоделството. Со новата програма ќе се зголеми поддршката за македонските земјоделци. 150 милиони годишно, секоја година, 150 милиони евра ќе бидат наменети за поддршка на земјоделството и руралниот развој, вкупно 600 милиони евра за 4 години ВМРО ДПМН ќе обезбеди и ќе им исплати на земјоделците или во проекти за рурален развој. Второ, за дополнителна поддршка на земјоделството и посебно на сточарството ќе го намалиме данокот на додадена вредност за сточна храна од 18 на 5%, како и за жив добиток. Со тоа директно ќе се стимулира и поддржи производството на месо и млечни производи во Република Македонија, кои што сега во главно се добива и се користе од увоз. Значи целта е да се зголеми домашното производство, да се зголеми производството на месо и на млечни производи преку поевтинување на сточната храна и намалување на трошоците за производство. Трето што е битно за земјоделците, за проширување на површините на земјоделските површини што се наводнуваат, ќе се градат голем број на хидросистеми, меѓу кои браната Конјско во Гевгелија, Маркова река во Струмица, Јужновардарска долина втората фаза, Оризарска река и многу други кои што се наведени во програмата. Следната четврта мерка се однесува на директна поддршка на семејствата, посебно на младите семејства. Тие ќе бидат поддржани со програмата на ВМРО ДПМН преку конкретни мерки. Прво, намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за училишен прибор.
сиот училишен прибор што родителите го купуваат за децата, значи буквално се што спаѓа во училишен прибор, ќе биде поевтин затоа што ќе се наплаќа пониска стапка на ДДВ, односно само 5%. Оваа мерка е многу подобра, многу посистемска, бидејќи важи цели 365 дена, значи секој ден во годината, а не како што предлагаат нашите политички конкуренти, само еден викенд во годината да има намалување или ослободување на ДДВ за училишен прибор. Значи ние имаме многу подобра, поквалитетна, покорисна мерка за граѓаните во овој дел. Второ, за младите семејства, младите брачни парови, ќе ја намалиме стапката на ДДВ од 18 на 5% за бебешките производи, за сето она што го купуваат за бебињата, колички, пелени и се друго што спаѓа во материјал што е потребен и производи што се потребни за бебињата, ќе бидат ставени на пониската даночна стапка на 5%, со што ќе поевтинат сите тие производи и ќе им се даде директна поддршка на стандардот на младите семејства, на младите брачни парови. Трето, за проектот Купи куќа, купи стан, сите лица кои што сакаат да го решат прашањето на сопствен дом, дополнително ги подобруваме условите со тоа што ќе ја намалиме каматната стапка. Првите 3 години каматната стапка што беше 4,9%, 4,99%, сега ќе биде 3,95%. Тоа е најниска каматна стапка што било кога ја имало на стамбени кредити во Република Македонија. Се разбира, владата ќе субвенционира за да се постигне оваа стапка. Четвртата и петтата година исто така имаме намалување за 1% поен, односно наместо 5,5% колку што беше досега, стапката ќе биде 4,44%. И петтата мерка за која што денеска би сакал да ве информирам се однесува, односно сет на мерки се однесуваат на поддршката на домашните компании. Во наредниот период продолжуваме со поддршка на домашното стопанство, со мерки и активности кои што се во функција на подобрување на конкурентноста на домашната економија. И во следните 4 години ВМРО-ДПМН ќе задржи најниски даноци во Европа за стопанството, реинвестираната добивка и натаму ќе биде ослободена од доначување, ќе задржиме најдобра бизнис клима во регионот на Југоисточна Европа и меѓу најдобрите во светот, и ќе реализираме многу инфраструктурни проекти со кои што ќе се подобри економската инфраструктура во земјата, значи со висок износ на капитални инвестиции од буџетот. Второ, за малите и средни компании во оваа година, следната година е обезбедена кредитната линија од 100 милиони евра од Европската инвестициска банка, која што ќе се користи во наредниот период со субвенционирана камата од 5,5%. Ќе разгледаме и можноста за продолжување на рочноста на овие средства, посебно кога станува збор за користење на средствата за инвестиции во машини, опрема и слично. Второ, секоја година ќе ја докапитализираме Македонската банка за поддршка на развојот со 2,5 милиони евра. Вкупно за 4 години, значи 10 милиони евра ќе се зголеми капиталот на Македонската банка за поддршка на развојот и овие средства ќе бидат насочени кон два сектори. Првиот е поддршка на извозот, на извозно ориентираните домашни фирми, и вториот е поддршка на откупот и пласманот на земјоделски производи, повторно значи во насока на поголем извоз во случајов на земјоделското производство. Трето, ќе настојуваме да обезбедиме финансиска поддршка и друга поддршка за добивање на сертификати за квалитет, за зголемување на квалитетот на домашното производство и полесна интеграција на домашните фирми во ланецот на снабдувачи на странските фирми што работат во тирзовите и во индустриските зони. Целта е значи да што поголем број македонски фирми станат дел од ланецот на добавувачи за странските фирми, што индиректно представува извоз на македонски производи, а подоцна и подобро ќе бидат подготвени за директен извоз на сопствените производи на нови пазари. Преку Фондот за иновации ќе обезбедиме и финансиска и експертска поддршка за новите компании со иновативен капацитет. Истовремено, значи во рамките на овој фонд ќе бидат доделувани грантови за стартап компании, спин-офф компании, нови технологии и иновации, сето она што ќе го поттикне претприемништвото и креирање на нови компании.
Во рамките на истата тема ќе овозможиме годишно по 8 компании од Република Македонија, односно представници, менаџери на 8 нови компании од IT, но и од други сектори, што имаат иновативен капацитет и продукт да престојуваат во Силиконската долина, во Пало Алто, во бизнис акцелератор кој што ќе им овозможи да ја доразвијат сопствената идеја, сопствениот производ, да креираат мрежа подобра за пласман и слично, значи и на тој начин ќе помогнеме вкупно на 32 македонски компании во следните 4 години. Секако ќе продолжиме и со мерките за поедноставување на регулативата, за започнување на бизнис, добивање на градежни дозволи, добивање на приклучок за електрична енергија, прекуграничното тргување, регистрирање на имот, заштита на инвеститори, зајакнување на системот на истражување и иновации, спроведување на договори и стечајните постапки, сите области што се значени за добро работење на фирмите. Почитувани, секако дека во програмата има уште мноштво на други проекти што се во делот на економија и финансии, во сегментите на работењето на царината, управата за јавни приходи, катастарот и сите други институции кои што се надлежни за креирање на добра бизнис клима и за економска стабилност, но и раст и развој на македонската економија. Од тие причини, со оглед на тоа дека се работи за голем број на проекти, јас би се задржал на овие што ги набројав, за сетот на мерки што и активности и проекти што ги набројав, и се разбира останатите ќе може да се прочитаат во програмата со конкретни рокови таму се, со точно надлежна институција која е и со финансиски средства што се потребни за нивната реализација, односно на начин системски и на издржан начин, на реален начин презентирани, како што впрочем се сите програми на ВМРО ДПМН. Повелете ако имате прашања од темата. Подоста првата мерка, дали има проекција колку ќе учини тоа држава? Определени индикации имаме за тоа колку ќе чини, но сепак треба да се види согласно списоците што ќе се добијат од компаниите во случајов од ЕВН, од банките и слично, во овие категории на граѓани колку ќе бидат опфатени и сметам дека се работи секако за голема бројка, сигурно над 50.000 граѓани ќе бидат опфатени со мерката. Во конкретните случаи ќе зависи колкав број од невработените имаат имот помало од оној што го наведовме и колкав број има на должници каде што двајцата се невработени. Значи во тој дел не може сега да се прецизира, ќе се прецизира дополнително во делот на разговорите со надлежните компании. Меѓутоа, како и да е, значи голема е бројката и на граѓани кои што ќе бидат корисници, од друга страна ние сметаме дека може да се разговара и со банките и со компаниите за добар дисконт во тој дел, бидејќи пак дисконт кон државата, бидејќи во тој дел пак наплатата нивна, значи не е голема, односно се одвива со потешкоти и затоа сметам дека може да се дојде до заедничко решение и ние веќе разговаравме со нив и како што кажав постои согласност од нивна страна за спроведување на оваа мерка. Претходно само заборавив да кажам, мерката за отпис на долгови ќе стартува во септември. Значи ние во периодот од завршувањето на изборите до септември ќе го направиме она што треба со компаниите, значи ќе седнеме со списоците за сите овие категории на граѓани и на должници и ќе ги прочистиме, ќе утврдиме точно број на лица и ќе утврдиме колкав износ на долгови и очекувам до септември, значи да таа мерка биде веќе стапена во сила. Што се однесува до мерките за намалување на ДДВ, тие ќе стартуваат уште оваа година, веднаш по формирањето на владата, значи ќе се пристапи кон намалување на стапките на ДДВ од 18 на 5% за сите производи што се наведени во нашата програма. Уште едно прашање во однос на првата мерка, со оглед на тоа што како што споменавте сами голем број граѓани веројатно има долгови што за сметки, што кон банките за картички, за кредити. Што е причината што доведе до ова? Нели во претходните години можеше да се води можеби подобра социјална политика? Владата имаше некои пакети за енергетска сиромаштија каде што им даваше по 10 евра мислам на социјално загрозените семејства. Нели ќе беше подобро да се спречи некако да се лечи сега? Кризата беше голема
и еден дел од граѓаните во тој дел значи не можеа да одговорат на предизвиците, некои луѓе останаа без работа, а некои луѓе само затоа што едноставно се во кругот на социјалните категории не можат навремено да ги сервисираат овие обврски. Социјалната политика и социјалната заштита е еден начин на помагање на луѓето и во тој дел ние ја зголемувавме социјалната помош постојано, согласно можностите на буџетот. Имаше 47% е зголемена социјалната помош во текот на изминатите години и дополнително воведовме нови социјални права. Воведовме и заштита од енергетска сиромаштија и други дополнителни финансиски средства што им помагаа на одреден број на граѓани. Меѓутоа, со оглед на тоа дека граѓаните во исто време работат со банките, имаат потрошувачки кредити, негативни салда на тековни сметки и слично, или пак имаат едноставно повисоки износи на сметки за струја, не можат да ги платат или за парно, од тие причини еднократно, значи директно, само заради тоа што станува збор за последици од долготрајната светска и европска криза, се приоѓа кон оваа мерка и сметам дека истата е потребна во оваа ситуација со цел да се намали товарот и тежината што имаат овие најзагрозени категории на граѓани.